Жителите на викенд на селбата околу Вештачкото езеро во Прилеп обвинуваат дека поради ископот на мермер во рудникот на фирмата Марибел се случува еколошка катастрофа на изворот Леково, еден од изворите за вода со кој што се снабдува Прилеп. Во опасност во моментов биле сите граѓани. Поради тоа тие денеска одржаа мирен протест со блокада на патот кај Вештачкото езеро. Инаку мермерот се копа на само неколку стотини метри од изворот. Граѓаните бараат итна интервенција на надлежните министерства и Прилепски водовод. Внатре во изворот има бело брашно, ова што е мерменото брашно, значи таложено долу. Значи таа вода денес не е употреблива. Плюс тој чешмите и водата се загадува и плюс тој жолта од време на време, например, почна да тече и жолта. Значи водата и чешмите нон-стоп се задина. Значи со песок, со ова сон. Вода плаќаме, ја не знам например зашто плаќаме вода. Ако не платиме вода, сметки да не платиме, одма тужба на извршител. Да, шо вода што плаќам, треба да биде чиста и исправна за пиење. Жителите обвинуваат и тоа дека и другите околни рудници за мермер ги загадувале реките и Вештачкото езеро. Ние велиме тука, правиме атрактивности околу езерото, вложуваме дебели пари на база на од државата, што викају не знам кои нивни форми, а тука езерото ќе загада. И Прилепски водовод ги поддржува граѓаните во протестот. Велат дека единствен начин да се реши проблемот е да се престане со експлоатација на мермер околу изворот. 3 пати си имам обратено до Министерството за економија да е преиспита одлуката за концесија и до Министерството за животна средина, бидејќи дефинитивно со заматувањето се загадува водата и се загрозува животот и здравието на луѓето. До сега, од страна на Министерството за економија и Министерството за животна средина и екологија нема реакција. Собственикот пак на рудникот Блаже Тодоровски вели дека загадувањето не било од неговиот рудник, туку можеби од некои од другите рудници во околината, затоа што тие при ископот не минирале, а загадувањето се јавувало само при минирање. Жителите пак се закануваат со порадикални протести ако државата подитно не го реши овој проблем.